Илинден ги собра и селениците во виничкото село Градец. По повод големиот македонски празник, денес беше поставен камен темелник на камбанаријата во црквата Свети Илија. Имаме многу, спонзорирано за нашата црква. Сега последен пат правиме исто како голема забава, собраваме добри пари и за камбанаријата инвестиција. Сега се инвестира. Јавното предпријатие Солидарност Виница е главен изведувач на камбанаријата во село Градец. Работите ќе започнат во понеделник на 4 август и се надеваме доколку временските прилики го дозволат тоа дека за месец дена ќе биде иззидана камбанаријата. Освен и селениците, големиот празник на едно место собра и многу верници. Доаѓаме секоја година за здраве си да палиме свечички. Поштуваме си црквата, направиме нова убава. Убаво е секој доваѓаме, збират се странци, доваѓат. Многу е убаво. Подготвуваме бобче со јагнешко месо. Имаме 6 казани, 2 са по 100 килограма и 3 по 50 килограма. Инаку црквата Свети Илија е една од поновите во Виничко. Незините темели беа удрени во 1997-та, а изградбата заврши 2011-та. Веќе 3 години како действува во функција со осветувањето на 19 ноември. Пред 3 години беше осветувањето комплетно и до ден денес си функционира тие 3 години како православен храм. Освен во Градец, Илинден на едно место ги собра и жителите на Беровско Владимирово. Владимирци, дека и да сте, за Илинден дома да сте. Со оваа порака Владимирово ги повика и селените владимирци на традиционалното одбележување на Илинден, кој годинава прерасна во Владимирски илинденски денови. Овие средби значат да што повеќе луѓето произлезени од Владимирово, кои ги има доста, се дружат, се спознаваат меѓу себе, си помагаат меѓу себе и се чувствуваат дека се во родниот крај. Дождот не ја расипа синоќешната забава. На Мегдане ечеше музика, концерти од културно-уметнички друштва од повеќе градови од Македонија, естрадни звезди, штандови полни со малешевска традиција. Но овој Владимирски плоштад е местото каде се собра и стотина жители на селото, но се вратија и оние одамна иселени. Јас сум од Мегдано, од таа кашча, ама сум во Швајцарија. Специјално дојдов во Швајцарија за Илинден. Добро е што повторно се навраќаат владимирци од сите страни, така да ги запознаеме и ние помладите. Селото на учени луѓе полека се празни, но владимирци се горди на своето потекло и кај да се со себе го носат родното место. Имаме повеќе од 50 доктори на науки, повеќе од 50 доктори на медицина, имаме можда повеќе од 20 универзитетски професори, да не зборувам други со високо образование, висше и средно образование. Морам да кажам дека 2500 жители живеат само во Скопје. Да не зборам за Штип, за Кочани, за Струмиц, за Радовиќ, за другите места. 83 годишниот дедо Воје угостител во пенсија денес живее сам. Тој со солзи во очите се сеќава на убавите времиња на селото со најучени луѓе. 400 фамилии имаше во Владимирово што живеат. А са може 250 да нема повеќе. Владимирските илинденски денови завршуваат утре со спортски игри и етно изложба. Годинава покрај спонзорите, организацијата е со поддршка и на општина Берово. Во сите останати општини од регионот Илинден се прослави со традиционалното поклонување пред спомениците кои сведочат за случувањата од минатото. Учесниците во Нов и во Асном сигурно исто така не сонувале со затворени очи. Тие својот сон го направиле јаве, го направиле реалност и го оствариле. Меѓутоа, остварувајќи го тој сон, ги дале своите животи за тоа. Честитки по повод празникот испрати и повеќе политички партии и градоначалникот на Штип. Денеска живееме во слобода, благодарение на несебичната борба на нашите предци кои во крв ја извојуваа слободата на Македонија. Тоа е аманет за нас, но и за генерации по нас, да ги почитуваме спомените на историските битки кои пак се најголем чувар на нашиот идентитет, историја и непокор. Стои во честитката од Захариев.